Крајно време е да им кажеме стоп на ваквите процеси на делби и поделби. Малку сме, дури и родни ни фаќаме. Заедничка ни е Македонија, но и врската ни е заедничка за еднината на Македонија. Кулминацијата стигна на 27 април 2017 година. Ке се испоубиевме пред очите на сите. Сликите од крвој стигнаа до сите, насекаде, а поделбите станаа најголеми, се до граѓаните во сите села и градови. Еве прилика да си простиме, да кажеме доста е, да покажеме дека учиме од грешките и дека сме пред се луѓе, браќа и сестри, роднини и пријатели во нашата мала заедничка Македонија. Ајде да почнеме од тој 27 април 2017 година. Прва мета или цел бев јас, а после мене и сите пратеници. Пратениците од мнозинството, но и пратениците од опозицијата. Сите беа на некој начин можна мета и цел на изманипулирани поединци кои насилно тргнаа кон пратениците. Признајте, колеги од опозицијата, дека и вие бевте уплашени и затекнати. Сега е навистина одлична прилика, застанувајќи заедно за Македонија и за еднината на Македонија, за нашите деца и сите деца што доаѓаат после нас, да си простиме и да се помириме. Нема подобра можност од ова, кога си требаме еден на друг, кога сме и потребни на државата наша и на нашиот народ. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случи. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цената.